внимание сме на много професионалната. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео, како што ви ветивме, со мене е Милина. И денес ќе ви одговориме на сите прашања на Инстаграм кои ги поставивте, поврзани со школата, со шминка, некои работи што ги имате прашано, а воедно и како што гледате не сме на шминкани, така што се шминкаме. Да. И денес јас немам многу да зборувам, тоа ќе го препуштам на неа. Јас ќе ги поставувам прашањата. Инаку, здраво, јас сум Лена Косик, мейкап артист и едукатор тука во школата за убави на арт. Денес мислам, покрај тоа што ќе разговараме, ќе се шминкаме, ќе ви кажуваме неколку трикови и тоа е тоа, станете со нас. И видео дефинитивно ќе трае долго, така да можете да се спремите чај, кафе, грицки и да си го гледате рајат. Хајде да почнеме со прашањето колку кошта обуката за шминкај се сама, исто така и има и колку кошта обуката за професионална шминка. И каде се наоѓа? Да, каде се наоѓа, да, имаш и такви прашања. Ево вака, првично школата за убави на арт се наоѓа во Скопје, поточно на Рузвелтова. Тоа ќе му дојде некаде во Капиштец. Многу е, како да кажем, локацијата е многу лесна. Да. Да, буквално кај е агенција за вработување или ако некој не знае каде е агенција за вработување, тука е во близина и Елена Лука, мислам дека се снајдат. Да, мора да ја знаеш Елена Лука, и тоа е тоа. Друго, имаме колку кошта и колку имаш исто така колку часови. Па добро, ајде вака. Обуката на шминкај се сама е 12.990 динари. Работиме 3 дена. Обуката најчесто се изведува од понеделник до петок во работни денови. Обично обуките ги држиме од 4 до 20 часа, така да сите оние кои што се соработат до 4 можат да дојдат и да се educираат. Потоа, исто ви кажав дека е 3 дена, од тие 3 дена првиот мейкап лук што го изучуваме е дневен мейкап лук. Денеска така и Да, така и денес ќе се шминкаме, бидејќи после треба да се избришеме, имаме курс и треба повторно. Потоа, вториот час ни е smoky eyes и стандардна smoky eyes, односно, како да кажем, некоја дневна и вечерна верзија од smoky eyes. Јас ја покажувам класичната, а сите курсисти се шминкат така како што мислат дека најмногу ќе ја носат шминката. Потоа на третиот час имаме Arabic look, односно шминка за вечерна шминка, каде што пример нема да имате потреба да одете на мейкап артист, туку вие ќе знаете како да се нашминкате и како да си ставите светки, како да си аплицирате трепки, како да си исконтурирате. И тоа е тоа. Друго нешто што треба да ви напоменам е дека има можност да се плаќа на рати. Друго нешто да не ви интересира? Имаше дали се шминка со своји шминки или тука има шминки? Да. Не, никако не, вие не треба да си носите шминки, тука си шминкаме со Крилайн. Крилайн е професионален бренд за шминкери, така да no worries. Сите шминки се обезбедени од нашата школа. Сега ќе ви одговорам детално за обуката за професионална шминка. И дали, уште едно прашање, дали мора да се полнолетен за овој курс? Обуката за професионална шминка е 19.900 денари. Секако постои можност за плаќање на рати. Обуката е 8 недели, што значи 1 час во една недела. Пример, не знам, еден вторник и сите вторници во истиот час, тоа е тоа. Опфатени се повеќе, како да кажем, техники, буквално се изучува од нула. Не мора да имате некое огромно знаење, воопшто не мора да имате знаење за да почнете со таа обука. Некој ги интересира што има на обуката или? Мислам дека не само колку кошта. Добро, доколку ви интересира, пак можете да си проверите
на страната и исто така не мора да бидете полнолетен за да ја посетите обуката. Која е постапката за да одиш во школа за убавина и да научиш да се шминкаш? Дечки, едноставно треба да си ја заследите школа за убавина арт или на Facebook или на Instagram. Точно имате бројче, може да се јавите, можете да пишете и тоа е тоа. Simple as that, мислам, многу едноставно. Ништо сложено. Да. Избирате моделите за шминка и така натаму. Значи, валида за се... Да, најверојатно, најчесто, односно, моделите се пријавуваат сами. Сите оние кои што сакат, пример, да бидат модел за ногти. Често се случува девојките што се во пиар, така ги моделят. Да објават стори, дека ни требат модели, моделите само треба да вратат на пораката, дали се слободни и тоа се договарате, пак ништо сложено. Дечки, можете да пишете на страната, пак на Facebook или на Instagram, дека би сакале да се пријавите, пример, за модел за шминка или за ногти или за јапонско истратување, да го дадете вашето бројче, па секогаш кога ќе имаме потреба од вас, да ве исконтактираме и пак. Тоа е тоа. Добро е. Сега да почнеме с шминката и по-полека се одговараме на останатите прашања. Океј, од мен уште имаше едно прашање што користам пред пудра. Да. Сега. Да, го користам ова. Кажи името само това. Проводиме со кремот, не знам како се чита ова, мој или Glow Day Cream, All Skin Types, ова го има во DM и цената му е... Мислам дека го е нов бренд на... Да. Козметика во DM. Ова е јапонска? Мислам дека не, ама моето лице... се чувствува околу 300 денари. Ако не е воопшто скъпо. Војна текстура. Точно. И буквално е за сите All Skin Types, мислам на сите пред шминка го користам ова и ектен задоволна сум. Порано бев скептик, нели дека All Skin Types. Ама... Да. И мирисува, ама е пресилно. Да. Нели? Онака на чисто. Свежо, на чисто, да. Окей. Сега ќе го користиме Крioline праймерот и Милена ќе ви каже нешто повеќе. Вака, овој праймер е пак за All Skin Types, ама најчесто јас го користам за сува, нормално до комбинирана кожа, намрсна кожа, не го ставам од причина што е некако на база на вода и на масла. Исто така можете да посетите индивидуална обука, каде што, пример, вие и јас се договараме за термините и моето внимание ви го посветувам само на вас. Најдобро. Следен чекор нанесуваме пудра нормално и ќе користиме ова. Пудрата се вика Vita Color, исто од Crioline. Пудра што е високо покривна, ама доколку пример некој не сака да му е толку покривна пудрата, ќе си ја билдате пудрата и тоа нема да остави. Прекрасна пудра, да ви кажем, јас многу. Ќе видите. Гласи, никако не можам да си ја најдам правилната пудра, која би ми ја препорачале да делува мазно чисто. Не знам што имам пробано. Онака нешто твоја препорака и како да си најде правилната нијанса. Правилната нијанса, дечки, се наоѓа, тоест, секогаш кој ќе пробувате пудра, имајте во предвид дека ете ќе треба пример. Никогаш не ја ставите пудрата тука. Зошто? Таа причина што тука никогаш не се сунчаме и овој дел ни е најсветол од телото. Пробувајте ја или тука, на овој дел и секогаш мачкајте ја низ целиот врат, тоест аплицирајте ја низ целиот врат, или пак, ако сте малку и сончени и пример лето, пробувајте си ја тука на рамото, така што рамото и брадата би требало да ви бидат исти. Мислам од кој ќе ставите пудра. Друго, што препорака. Да, препорака. Пудра. Еве ова. Давно сте не ми е препредно. Да, јас тоа мислам размислувам која друга. Ова е мојот апсолутен
фаворит, посебно Баш изгледа свежо, онака лицето ви свети како природно, а не се познава дека имате пудра и не е онака прашкаст ефект на Точно, јас го мразам тој ефект на пудрите. и не е мат. Да, не е мат. Сега зависи од вашиот вкус дали сакате мат или не. Јас не сакам многу мат, затоа ја Стипна кожа, Да. па, пример, сите тие што имат мрсна кожа, да, мат. не го сакат ова, ние што го Да, сакаме да. моментално. Друго пудра што ме има импресионирана така со ниска покривност е Radiant. Јас немам пробано. Јас фирмава Radiant мислев дека е некоја од Big Brother. Не знам. Никогаш се не можам да Многу не е- знаев дека постои. И баш некој ми има прашувано, ама јас наистина не знаев да му кажам мислење, затоа што не ја знаев подрава воопшто дека постои. Чекај само да проверам точно како се вика таа што е за поприроден финиш. Јас имам користено, пример, на моето лице не ми се допаѓа како изгледа, ама сум шминкала други, пример со скроз нормално лице и сува кожа, изгледа феноменално. И скапи се тие, јас Па, мислам онака иде да... 1000 денари ја пудрата во Космо ја има само. Со бело, се вика Wonderlight Serum Makeup. Ова е за суво? Да, ова. Под црното капаче има како бела тракичка. Не како борно. Како Too Faced. Да. Born to... Борно злои. Не знам дали. Свесна още не ви го Born this way, да. Таа ја нема пробано. Многу пати кога ќе одам во Сефора сум како леле, да ја фатам. Ја оставам свикам. Премногу имам слушано, некако веќе немам ни желба да ја пробам оти. Ништо ново. Да те видам. Одлично, треба јасно. Не знам дали се гледа на камера доволно добро колку наистина преубаво изгледа подрава и колку убав ефект дава и колку лицето сјаи буквално онака прекрасно. Следно нешто ги користам коректор, тоа е овој од Maybelline. Знаеш дека ова Дуња Јованич, ја знаеш од Србија, што направи сега колаборација со Да. Па таа имаше кажано да на стори имаше не Maybelline, туку Maybelline со се чита. Maybelline. Добро, коректорот од Maybelline. Мислам дека сите го знаете и дека наистина е познат коректор. Така го, да. Тука, заврати го. Многу ми се допаѓа звук. Инаку исто така од Maybelline некоја, како да кажам, пудра за почетници е Fit Me, Dewy Smooth. Ова е исто така пудра која што можам да ја препорачам. Друга пудра е исто Supra Color од Creoline. Многу ми се допаѓа пудрата, значи Со висока покривност. со најголема покривност. Ако Највисока. сакате ништо да не се познава на лицето, тоа е тоа. Следно нешто што користиме е ова Giant трансlucentна пудра дечки 500 грама од Creoline. Исто бојата TL4, моментално најнеутрална нијанса, може да се користи и на посветли и на потемни. И ние ќе си ја користиме. Со што ќе ја користиш? Со сунгерче или со чека? Четка. Добра. Така. Те чекам дали ќе го нешто. Кога ќе ви се направи крисинг, тоа значи дека обично ставаме премногу продукти за тоа се прави тоа крисингот. Ама има начин, нели, доколку не можете да го отстраните вишокот, тоа погледнувате горе, го тапкате или со прст или со сунгерче и без да правите некакви фацијални експресии се враќате веднаш со Кажи го трансфузија. трипа дека назад на Така. Ами ги зема сите трикови. Друг трип. За да навлезете подлабоко во фините линии или причките, се враќате од назад кон напред. Вака, наместо вака, одите вака. И ги попомнуваме, да.
Па предлог некоја добра палета за контурирање или бронзер? За контурирање имате многу убава палета од NYX. Многу ми се допаѓа палетата од NYX. NYX исто има во Скопје. Тоа мислам дека многу не знаат дека има. Да, за тоа има. NYX се наоѓа исто во Капиштец, некаде кај Зебра, малку погоре од Зебра. Требовски, што ќе му дојде Зебра? Требовски? Да. Така и имам случај. Да. Добро, друго, обично јас пример не користам, како да кажам, контури за контурирање, туку си користам камени пудри. Да се само потемна камена пудра, тоа е тоа. Точно. Исто и убав бронзер од Гош, огромниот, вака поголемиот, не знам дали го носим или не носим. Јас сум многу задоволна од Bulgare Rose нова палета. Сам не имала Metals и руменилото е реално. Да, мало е вака. И има руменило, бронзер и хайлайтер. Хайлайтерот е убав, ама малку розово, јас неќам да го наразова. Не сакам да го наразова. Руменилото е онака розово, како со златно. Metals не се мат, како метални. Во сила ли амбалажа се? Не, црна. И бронзерот е онака како не е мат скроз, нема светки, нешто многу некако топла нијанса, не е сипкаста, ама не е препигментиран, онака точно за дневна база е нешто прево. Да, тоа е многу битно. Кај бронзерите и руменилата, мислам дека е добро што не се премногу пигментирани, ти сите сме како ставаш после. Нијанса според тенот, дечки носете што ви се допаѓа. Толку. Нема некоја посебна филозофија во тоа. Ако се контурираме со, како се вика, Glamour Glow, контурите на Cryoline, со Brightening, нешто и Bronzing Summer. Избршени си, па не си читали. Како се прави кат Крис? Ово, треба да дојдеш на обуката за професионална шминка, за да ти објаснам, видејќи е премногу комплицирано, да не кажам на некој начин. Кај кат Крисот се работи за трапение, за прецизност и за смиреност на раката, така што баш буквално графичка шминка. Таа беше првата техника што ми инспирира да шминкам, бидејќи беше претешка, јас бев како па ќе те научам. Да. Јас најчесто кога правам кат Крис, ставам коректор буквално на линијата на трепките. На средината тука? Да, и го подигам окото нагоре и тоа се пресликува горе и знам докаде треба да одолжи тоа. После тоа уште еден трик, можете да си ставите една точка тука и тоа всушност да ви биде највисоката точка, ова да ви биде најниската точка. Сега обично сите имаме issues со крајот, со опашката на кат Крисот и всушност средишната точка или точката од каде што ќе почнува да се подигнува кат Крисот нека ви биде во средина измеѓу пример највисоката и најниската точка, баш буквално тука некаде. И прво ќе се скицирате, па после ќе сечете. Еден трик што исто го научив од неа, што со очите. Добро. Кога сакате на дневна база да се шминкате со бронзерот, само ова правите. Диагонално, ова е многу го стои. Значи нашминкам си како за 3 секунди. Со истата четка, да ви треба нова четка. Сега ќе го искористам Aura Chic стикот и ќе си го нанесам на образите, затоа што не е дневна шминка, ако немаме руменило. Ајде да видиме нови. Колку производи требаат за да се нашминкаме? Добро е, ова беше интересно прашање. Да, многу интересно прашање, ама сето тоа зависи од техниката што ќе се шминкаш. Пример, ако е овер, моментално ние што се шминкаме, потребно ви е пудра, коректор, транслусентна, бронзер, хайлайт, римелче,
Руменило. Да, Веди и Кармен, тоа би било. Некогаш гледате и некои производи да ги користите за повеќе За намени, например, мултифункционални, да. бронзерот може да се користи исто на очи како сенка, исто и руменилото може да се користи, Точно, и хайлайтерот може да се точно. користи. Некогаш не ви се потребни сенки и најчесто јас кога негде патувам и кога треба најмалку што може да понесам шминки, сенките ги заоставам затоа што имам нормално бронзер и хайлайт и руменила што не ми се потребни. Јас сум пак обратно, палетите си ги взимам секогаш, бронзери не мора. Океј, имам 100 палети, сигурно у палетите можам да најдам и хайлайти. Да, кои се, зато и од палетите може да се користат. Што направиш од руменило? Руменилото. Вака, чекај, стој. Земи си некоја друга чепичка, припала. И ова, само. И нанеси си го на ебокниците, на Bridge of the Nose, тука како што прави. Многу ми се... Да. Како се викаше ја? Коктейл пич, нешто? Да, коктейл пич. А јас дома имам сите три. Другата нијанса некако повеќе користев. Да, розовичкова. Корал нешто, мислам. Да. Корал парти. Тоа сакам да кажам дека руменилото не само на образите се става, бидејќи изгледа неприродно. Да, кога ќе го ставите на, ај кажи ти, постручно. Ај вака, постручно. Значи, обично со руменилото ние сакаме да го мимицираме црвенилото природно на лицето, што ние, ако забележиме, поубаво, не сме розеничкави само тука, туку сме и тука кај носот, и овде, така да правете го тоа доколку сакате да изгледате баш природно и деуи. Наистина прекрасно изгледа. Јас имам кажано на 100 пати дека сакам руменило, ги обожавам и го мислам. Порано не ги сакам. Јас сум, сигурно видовте кобетна шминка на каква сум. Обично сум, имам розев потон и бев како што руменила, па ја се ставам пудра за да не бидам роза и сега плюс да ставам, нема шанс. Ама во последно време се дава друга dimenzија на лицето, многу убаво изгледа посвеже, поприродно, отколку по-млад си. Да. Пример, кога ќе шминкам некоја клиентка со зрела кожа, руменилото е неизбежно. Мислам дека 10 години помлада е пак. Ајде сега. Ајде да шум го трикот со руменилото. Имам еден трик многу убав за сите лечки и тоа е всушност. Пак ќе се навратам на природното руменило на лицето. Не е вака, црвенилото не оди како низ јаблокницата, туку обично оди во центарот. Така што, си взимате четката и ја држите хоризонтално. И со четката одите вертикално, како горе-долу, што значи ги допирате највисоките точки на вашето лице. Буквално јаблокниците и доаѓате до тука, што значи си ги шминкате очите, плюс и изгледа многу природно и сето тоа правете го со light hand, со нежна рака. Можете и ова да го направите. Четката најчесто за понежно ја држите при крајот, за да наставите и премногу. Затоа што го ја држите вака поблиску, тогаш треба кога да имате повеќе контрола над неа, вака може да се зашета малку. Дури да ставите некаде каде што не треба, не се страшно. Исто така, уште едно нешто за руменилото е тоа што дури да ставите премногу, тоа е производ што најбрзо го снемува од лицето, така да како на матата без грижи. Дали имаш палета на Huda Beauty? Ајде, покажи ја. Не е моја, за жалост. А моја е? Rose Gold. Реместърте ова, беше втората. Така изгледа преубава. Многу е убава, чекайте, сакам да ви покажам еден пигмент. Rose Gold, овој пигмент е пигментот на мојот живот. Значи, да ја сакам сега. Ова беше немислено, ама не можем да одолеам. Наистина се појде сигурно си го планирала ово уште од преска.
Имаше прашање през кога ги праќат прашањата да ги разгледа да видиш што имаше прашање и поради тоа ја донела. Ето пример. Оваа пудра, оваа четка и оваа четка се многу различни, ама служат за истата намена. Пример, оваа четка ја се искористи преска за пудра, може да се користи и како за транслусентна, и како за бронзирање, и за камена пудра, за руменило, се. Така да, четките си се мултифункционални. Не мора зависи зашто вас ви одговара, зашто јас што ви имам многу четки кои се за еднонаменети, јас ги користам за друго, затоа што така ми одговара, едноставно така сум ги тоа навикнала. Пример, ето оваа четка за блендирање, јас ќе си земам хайлайтер. Никому ништо. Некогаш не би се потребни премногу четки, баш тоа вчера, мислам дека правевме муавет. Некогаш може со буквално 5 четки, со 5 четки да си направиш изглед убав. Сега за сите тие фанатици на четки, 5 четки се адикција, знаеш ли? Јас крај за страшно да видам некоја. Не секогаш може да се купам, му се воодушевува. Беги, ајде. Палетата е тука некаде испам. Сега ќе говорим уште на некои прашања поврзани. 2 или 3 ќе ги прочитам. Првото е, првите ќе ги прочитам, сите се поврзани заедно. Што се става прво за да стојат светки, конкретно светки, а не синки светкави. И уште едно. Искрено за тоа време да ги земам производите за да ги покажете. Уште едното прашање е во Македонија каде можеме да најдеме глитери или пак за очи? Значи можете да најдете светки било каде. Јас зимам од Никс, од Крилайн, од Мек, од Динглот. Можете да најдете и таму каде што се продаваат како производи за ногти. Мислам дека се постигнува, каже речи, истиот ефект. Потоа, каде може да најдете лепак? Таму каде што ќе најдете светки, таму каде што ќе најдете светки, таму ќе најдете и лепак. Пример, а и светки исто така заборавив моите омилени да ви ги спомнам, тоа се на Вимпервеле. Вимпервеле исто така има и во Македонија и светките мора да се лепат со нешто. Јас обично ги лепам или со Никс глитер, праймер, вака изгледа, или со Вимпервеле лепакот. Значи прво се нанесува лепакот, па ставаме светки и вака. Прво се нанесува лепакот, па со истата четка претходно мора да изчистиме од лепакот, нанесуваме светки и тоа е тоа. Само внимавајте да не ви се исуши лепакот така што користите, пример, како да кажам, 5 мм, па 5 мм не е ништо страшно, не мора веднаш на цело око, па додека да стигнете до тука да ви се исуши лепакот. Колку трае курсот за професионална шминка, кој е следен термин и која е цена? Курсот за професионална шминка, како што реков и претходно, е 8 недели, односно секоја недела по 1 час. Следна дата за курс ни е на 11 февруари, што значи за колку ќе му дојде за 3 недели. Следното прашање е на колку години сте почнали да се шминкате? На 6. Порано сакав толку многу шминка и штиклички и фстанчиња, што мојата мајка пробуваше на секој можен начин да ме лаже и да ме разубедува за да не се шминкам. Најбаналната лага беше тоа што ми кажа дека е од коски, од животни, од луѓе, нормално. И така дека било нездраво, ама да кажем интензивно почнав да се шминкам на факултет кога дојдов. Баш тогаш ми се пројави желба. Јас почнав основно да пробувам на некој начин, исто да ги правам на мекап шминките, затоа што немав мои. Да.
Почнав во средна, сега не знам која година, али не знаете, не сакате да знаете како тоа изгледало. Мене црна боја не ми стои, ти кажав, на очите, а јас тогаш сум се шминкала само со црно. Тоа беше тогаш само црно, римелче, краонче, сега никогаш не такви воопшто сенки, јас што некако не ми стојат. Тогаш на шминка на црно, бело и сиво. А тогаш ми беше тоа. Беше хит. Да. И каква пудра, каков бронзер? Пудрата вака со раце. Да, и тоа што сега сега не грим. Не, јас Прва ми беше Импала! Не, за мене Импала. и една од тие прва пудра што си ја купив беше една Мис Спорти. Да, ми текна. Кога дојдов на факултет во прва година, тоа никош нема да заборавам, почнав да ја користам таа што ја кажува Примел Stay Matte. Таа покрива премногу. Јас ја користев секој ден. Вака, мислам, го жалам лицево, што му се случи. Сакам да си го бушнеш. Да, таа пудра на секојдневно ниво да ја користиш. И буквално на со раце. Не можем да се замислим како сум изгледала, да ме видиш во живо. Кога ќе се видам на слики, леле. Карминчето до тука вака, полуста не ми се гледа. Мене секогаш ми е да сте слики избришан Кармен, се другото стои и устата шминката. Јас сум 13 години, имам многу желба за да се да се сминкам. Шминкам. Имам желба многу. Јас сум 13 години, имам многу желба за да се шминкам, да ми кажете како полесно да научам. Само единствен начин да научиш да шминкаш е да пејбаш и да не се разочаруваш ако едноставно не излезе како што треба, бидејќи нема да излезе можеби првиот, вториот, третиот, 100-тиот пат. И искрено мислам дека на таа возраст не треба многу производи, не треба многу јаки. Мала си, не се брзај. Мислам дека на таа возраст треба да гледаш да користиш што помалку производи и производи како ББ крем, да не користиш некои тешки пудри или пудра со некоја слаба покривност. ББ, ЦЦ. Да. Мислам дека таа варијанта е најдобра, ништо претерано, некој производ за веќе доколку сакаш. Римелче или маскара. Да. И Кармен за устни нешто, значи буквално да види на минимално што помалку. Инаку јас го користам карминчето од Golden Rose, ова е мојот омилен 09 црвен. Јас Fire. Батеријата ни е при крај, мора да побрзаме. Најрезот. И го освен на батеријата имаме за 15 минути час. Да. И се заборавме скроз. Малку. Други прашања некој? Помислам дека завршивме со прашања. Тоа е тоа, од прилика. Кармен, мене некој да се взема? Може. Сега си тука. Јас ќе го користам од Дебора Milano Absolute Lasting Liquid Lipstick. Јас уште карминче, толку. Последно нешто што го ставам на лицето е Rimmel Insta Fix и Go, сите тие што го немате пробано да го пробате. Многу добар продукт и преубава мирис. Да. На краставичка. Под краставичка се подразбира хидратација. Да. Вика, ако во телото на човекот има 70% на вода, тоа значи дека сме како краставици и анксиозност. Дека сме создадени само од краставици и анксиозност. Who said that? Genius. Издирам. Без молив, че сум тама, ова е најбрза варијанта што можем. И овака изгледа завршниот лук. Кајте Кроми. Ова е нашиот крајен изглед. Јас сум малку по
Оти си баш во такви тонови облечена, превод и со капчето да ти отговаря. И аз да се изпрскам со кръставицата. Добро, Тоа е тоа. Да, Се слушаме. надевам дека ви се допадна видеото, дека не бевме досадни. Малку И дека не скокавме од тема на тема. скокавме малку, ама тоа е заради што прашањата не ни беа подредени и поради тоа што така беа по ред и одевме од едно на друго, но се надевам дека ќе ме разберете, доколку го гледате цело видео, секој ми биде јасно, ќе сватите се. И тоа е тоа. Ако имате уште некои додатни прашања, поставете ги во коментар, нормално ќе одговориме и таму. Ако сакате следно некој видео да ме шминка, Да, јас би сакала да, исто. Некој по in-depth, како посложено, да. Исто Full така, glamking, да, правам има лелеца, можеш да ставам се што мислиш. да не се препозна. Стегнете лайк, коментирајте, претплатете се на мојот канал и се гледаме во следно видео. Чао! Чао!